вечер. Во топ тема интервју со Владо Мисајловски, министер за одбрана. Како ќе се модернизира армијата? Дали ќе има измени во колективниот договор и дали тоа го бара синдикатот? Колку се реални хибридните закани и какви се податоците од војното разузнавање? Како ќе се распореди буџетот и колку можеме да ги достигнеме условите од Алијансата? За сето ова и други прашања останете со нас, почнуваме веднаш по рекламите. Како што веќе најави, со нас е министерот за одбрана Владо Мисајловски. Благодарам што сте во студиото на топ тема. Благодарам на поканата. Редок гостин сте, морам да кажам, на новинарите и се надевам дека оваа можност ќе искористите да ни кажете и нешто повеќе, па можеби и нешто ексклузивно во овој интервју. Многу зборувавте и во настаните кои ги имаше поврзани со армијата за модернизацијата на армијата. Меѓутоа, од друга страна, кога ги разгледавме и договорите, исклучените договори, барем оние јавните, не видовме дека за време на вашиот мандат има склучен договор со некоја поголема тежина или некаков договор кој што е во јавноста и кој што можеме да обзнаниме дека се случило. Зошто, еве, во текот на мандатот не потрошивте пари за модернизација која што толку многу ја најавувавте? Благодарам. Продолжуваме со максимално засилено темпо околу модернизацијата, впрочем и во буџетот се гледа тоа, но што е реалност и оно што е од минатото оставено, тоа се многу доспеани обврски што треба да се платат минатата година, оваа година и наредната година, што мислам дека наредната година е една од потешките години. Вие кога ги планирате сите долгоречни планови за модернизација, мора да ги предвидите средствата. Би рекол подиректно најголемиот проблем за буџетот е Леонардо, зборам за хеликоптерите, бидејќи во 4 години се испланирани премногу средства за да се исплатат, или следната година се само 100 милиони евра. Да, затоа и подоцна малце повеќе. Да, нема проблем, но околу модернизацијата поминавме многу договори, но на што е најважно сите ги затвараме, односно сите успешно да ги затвориме. Зборам да бидат комплетни. Стигнаа хаубиците, тоа што е многу важен договор со Турција, тоа се хаубици 105 мм, каде што го завршиме договорот, остануваат уште дел од проектилите да стигнат наредната година, што ќе имаме еден успешен договор. Исто така го завршиме целиот процес на модернизација во делот со нашиот стратешки партнер, тоа е Америка, се разбира, каде што е ексклузивно, кажувам кај вас првпат стигнаа последните возила и веќе имаме 96 возила, GLTV возила, лесни оклопни возила за потребите на нашата баталионска група, а од друга страна следната година стигнуваат сите страјкери. Исто така огромен проект, што исто така требаше да се испланира, да се исплати и следната година ќе се допраќа. Да, меѓутоа дојде декември, веќе сме на крајот на годината, верувам дека сите овие процеси треба да поминат на влада, да се одобрат. Не, ова е се завршено, се ова ќе пристигне наредната година. Исто така да потсетам дека минатата година, односно оваа и минатата, потпишавме договори со Европскиот мировен фонд на 43 милиони евра грант. И тоа се све листат на што го бараат нашите авторитети војни, што е потребно за сите единици, и тоа стига паралелно, но најавуваме и нови проекти што ќе бидат наредниот период. Исто така следната година продолжуваме со договорот со Франција, тоа е да стигнат сите оние, би рекол, оно што е поврзано со ракетниот систем Мистрал и сите оние потребни дополнителни работи од тој договор, иако е класифициран, но веќе сме во завршна фаза, иако требаше оваа година да стигне, но поради големите нарачки, поради нивните, би рекол, подизведувачи, следната година ќе стигнат во првиот квартал, се надевам, и она што е исто така, го спомнавме, Леонардо следната година треба да стигнат 2 хеликоптери. Па потоа на секои 3 месеци дополнително да стигаат хеликоптерите. И ова се сериозни пари кои ќе го видите во буџетот и да ги планирате за следните години. Бидејќи имаме нови цели на способност, а од следната година, односно со новиот буџет, треба да почнеме да ги проектираме сите овие нови процеси за нова опрема за целата армија. Оно што ми е нејасно, велите, прво кажавте дека немате доволно средства, сте немале затоа што сте имале затекнати обврски, ги кажавте договорите кои се склучени, кои ќе почнат да се плаќаат. Да, се плаќаат 11 милиони евра, сепак се средства сега во декември кои што на некој начин беа вратени од Министерството за одбрана, односно ребуџетирани. Средства непотрошени, средства кои што не се искористија и... Не, апсолутно ќе се искористат, еве ќе ви кажам и зашто ќе се искористат. Најголем дел од тие средства се она што е поврзано за армијата и дополнителни трошоци што треба да се исплатат за сите вработени, така на дел ќе се, тоа е многу мал дел што ќе се пренамени, збориме за средства што ќе се пренаменат во нашиот буџет. Бидејќи требаше да стигнат сите возила, зборам преку програмата со САД,
таму требаше се плати данок и царина, но дел од тие средства ќе бидат ослободени и ова се заблагодарам директно Министерството финансии со ребаланс не ги додели дополнително, но бидејќи тие средства нема да се потрошат, направивме неколку и нови договори, кај вас прв пат ќе го кажам ова, вчера помина и во собранието нов договор направивме, договор влада со Америка, каде што има една програма која што се нарекува КЛИСА, што е многу важно, тоа се сите дополнителни резервни делови што се потребни за сите возила, зборам од американско производство. Тоа се огромни суми, дополнивме да има 3,5 милиони евра дополнителни средства оваа година да се исплата, што значи тоа ќе имаме пред се добри делови за GLT за Striker, но и сите стари возила што не биле ставени во функција, некои има, може ќе поминат на сликите, многу стари возила што ќе ги ставиме целосно во функција, бидејќи имало проблем со резервни делови. Тоа е еден од договорите, вчера помина во собранието и благодарам на, односно ја информиравме. Ако се овие возила сега не можам да видам позаимено, збори знаете кои се ние постари возила. Но исто така, паралелно денеска имавме управна група, каде што поминавме нови договори влада со Америка, односно ги предлагам сега до владата и ќе почнат тие сите да се реализираат и најголем дел овие средства влегуваат директно од американската држава. Ова е дел од стратешкото партнерство со САД или условување на САД да купуваме од нив? Не, апсолутно, ова е стратешко, тоа се новите GLT возила, можем да ги видиме, тоа е сосема различно, но ова е директна помош од Америка кон нас со нашето стратешко пријателство. Но сега, овие пари вчера што ги поминавме, се национални средства. Претходно се крателе од националната програма на државата и се останувале само средства од САД. Сега ние направивме и со наши национални средства да ги дополнуваме тие програми, за да имаме можност, и ова е барање на армијата, да имаме можност што повеќе да земеме резервни делови, а денеска на управна група поминавме 5-6 нови договори, неколку ќе спомнам од нив, надградбана платформа за симулации во КОД, тоа е во командата за операции доктрини во КОД, каде што ќе има нов центар целосно. Збориме сега неколку договори што ќе достигнат над 20 милиони евра, каде што ќе можеме заеднички тие вежби, ги знаете, на Кривовак, но има такви симулации, оваа година направивме со неколку земји, како вежбата Мејповарч, каде што можеме заедно регионално да бидеме дел од НАТО центрите. Може ли да преведете, дали значи тоа мониторинг на вежбите кои се случуваат само кај нас или на други места? Не, можеме со сите земји на НАТО заеднички да правиме симулацијни вежби. Односно, ако на Кривовак има вежба, можете директно од Колот, односно од Велес, со сите земји да се поврзате и заедно тоа да го работите. Исто така, има еден центар што ќе го направиме за резервна локација за комуникацијски системи, односно, вака преведено, нов дата центар, база за криптозаштита, бидејќи сега е тој еден во Министерството, ќе направиме на сосема нова локација, која што ќе биде над 6 милиони евра. Ова е посебно важно и за хибридни закани, и за сајбер закани и така натаму. Така нешто имаше идеја да се направи во одреден дел на Прилеп и таму имаше дури и објект маркирано кој што требаше да послужи на МВР. Меѓутоа нема да го правите заеднички центар, туку ќе биде сосема одделен паралелен. Ова е за криптозаштитата и сите материјали, информации што ги пренесуваме со НАТО и ова ни обврска од НАТО, се разбира како целена способност и тоа ќе биде на друга локација надвор од Министерството. Набрзо ќе помине, ќе ги соопштиме сите детали, се разбира во координација и со САД. Но исто така нови уреди ќе набавиме, ради уреди за сите операции, сите мисии, ова се сериозни, зборам, ради уреди од најнова технологија, комплети за контрола на здружен оган и така натака. И дополнителни ставивме неколку точки што ги разгледавме за брзо време. Таму ќе има нови договори, што за една година би рекол што сме склучиле 43 милиони евра само со Европски мировен фонд, плюс 20 милиони евра дополнително, све ова е грант средства што сме успеале да го направиме во една година. И плюс нашиот буџет, така што нашиот буџет, зборам како Министерство за одбрана, историски е најголем, а од следната година ќе биде уште поголем. Да, меѓутоа и обврските од Алијансата кои што бараат зголемување на буџетот над 2%, 2,12%, од друга страна обврската што како стратешки партнер ни ја дава САД, односно Трамп, за пренасочување на средствата директно кон Америка за воена помош на Украина. Како ќе се справите со сите овие барања и дали ќе успеете тој буџет да го обезбедите? Беше 1,98, па некако стигна до 2, па сега 2,12. Така, во право сте. Ако гледаме дека следната година ќе биде 358 милиони евра, најголем историски буџет, за разлика од оваа година, односно 27,7 милиони евра поголем буџет, но најважно е што најголем дел од овој процент ќе иде за капитални расходи, односно за модернизација. НАТО бара 20%, ние ќе вложиме преку
32%, тотал со инфраструктурата што ја работиме над 47%, тоа е сериозна сума директно за проекти модернизација. Во право сте, најголем дел од земјите пред се САД бара да се купува оружје од нив пред се. Так. Апсолутно и тоа е така и ние како стратешки партнер апсолутно поддржуваме да купуваме оружје. Се разбира и од САД и многу договори имаме, но и многу вежби заеднички правиме и тоа ќе го продолжиме. Од друга страна е за Украина, она што го велите, посебна иницијатива прв кој што ја веќе се разговара и најголем дел на земјите ја поддржа, се разбира и ние, но и многу договори билатерални што треба да произлезат. Зашто го велам ова? Ние имаме едни цели на способност што се дадени во претходните 10 години што треба до 2032 година да ги исполним. Но новите цели на способност што се дадени поготово во противвоздушната одбрана, тоа се милиарди би рекол долари. Што ние не мора да значи да купуваме од Америка или може од било кој партнер европски. Тоа се многу средства што треба да ги поделите во наредните години. Ние треба да видиме колку имаме можност со превземени обврски и да почнеме да склучуваме паралелно договори за се она што ни е нас како целна способност дадена од НАТО. Но паралелно мора да ја подобруваме нашата инфраструктура, мене тоа ми е многу важно, бидејќи капацитетите и вие многу подобро знаете од мене, најголем дел киснат или имаат, не знам, тоа ми е следно прашање, дека не е само модернизација на одбрана, буџетот за плати, законот за одбраната диктира одредени услови и за самото распоредување на вработените, но и голем дел од луѓето кои што и договорите кои имате се од времен карактер. Добро. И сега ова што го зборевме за модернизација на одбраната се многу пари. Меѓутоа од друга страна ние идеме и на микроистражувања. Нашиот тим на топ тима истражи дека на пример тоа се гледа и од Open Finance дека имате освен луѓето што се вработени, имате и многу договори на дело кои што месечно ги исплаќате. Тоа се времени вработување на определено време, некаде околу 1.200.000 динари ако не се лажеме сумата. Кои се тие вработени што ги имате со вакви договори и зошто мора да биде оваа волкава сума одвоена од сумата за договорни услуги? Сега ќе ви кажам. Значи јас кога дојдов како министар за одбрана имаше преку 50 на договори на дело, договор на дело и тековни веќе што луѓе работеа, иако беше прекинат договор, се продолжи на најголем дел, тоа е привремени вработување. Најголем дел беа задржани и се дополни, тоа се 20 на луѓе. Збориме, да знаете, директно дека тука има и доста луѓе што некој загинал нивни во армијата и така натака и имаат право и можност да се вработат, но ако во минатото имаше 50 договор на дело, сега моментално има 2, 3, 4. А зашто се одделени, на пример, еве различни ставки се во тотал истата сума, но различен вид на потреби за потпишување на различни договори. Сега, пример, има договори исто така за привремено вработување каде што се технички лица за потребите на армијата за одредено место каде што ни треба техничари. Има многу доста луѓе што се од МЗТ преземани од многу одамна и тие со години остануваат. И тоа е многу намалено како бројка. Сега имаме и тековни огласи, дел од тие луѓе ќе се вработат, дел нема да се вработат, но таа ставка секогаш останува да имате можност некоја различно звање да земете во министерството или во армијата, што јас искрено мислам дека треба уште повеќе да има вакви, би рекол, договори, можности за да некојаш навистина има потреба да викнете некој човек од надвор што ќе му дадете некој договор за да заврши некоја. Но тоа не е пракса. Јас во овој момент како посебен советник еден имам, иако ми следува 3. Емил Димитриев е советник? Значи Емил Димитриев ми е како посебен советник, тој е на договор на дело. Со 60.000 плата. Точно, и има уште двајца. Хонорар. Да, хонорар двајца, иако законот дозволува, тоа го дозволува, и ревизијата тоа го виде. И мислам дека како поранешен премиер и заменик министер, поготово што работи моментално на законот за клучна, за критична инфраструктура, заедно со Војната академија, помага многу, но тоа не значи дека ќе биде продолжен договорот. Се разбира е договор на дело, но за разлика од порано каде што имало 50 и нешто, сега има 3, 4 или 5. Добро, сумите, гледајќи ги сумите, но сепак не значи дека ќе се потрошат средства. Незначителни средствата кои се ставени, кои што ги најдовме од 1.200.000. Ова се тројца или четворица што се останати. Ви зборам од 55 кои што земале од 30 до многу повеќе суми од овие. И таа сума сега на средства се префрва за други намени бидејќи не се троши. Како посебни кабинетски советници мене ми следат дополнително, не ги користам. Да, но еве не ги користам во овој момент, само еден имам, а како кабинетски не користам бидејќи си има секоја директорат луѓе. Но дали треба повеќе луѓе, ја мислам дека треба. А она што е забележано е дека иако во законот јасно стои како треба да бидат рангирани
делегирани раководителите, унапредувањата и слично, голем дел немаат соодветно од раководните позиции немаат соодветно исполнување на условите. И затоа и таму имате еден дел од современи договори. Зошто тоа се случува? Современи договори. Не, има во различни сектори луѓе што имаат на различна позиција согласно она што ќе го добиете, како има, не знам, преку Агенција за привремени вработување имате 2-3 раководни, имате советници, помлади соработници, имате има јасно табела во законот како нова поминува преку Агенција за администрација, односно Министерство за администрација. Сега да не ги гнјавам зашто А, Б, С има категоризација. Да, и они не сите овие вработувања не ги земаат средствата од колективен договор, а се многу пониски примања и така натака, каде што помагаат, тоа не значи дека ќе бидат оставени. Оние што ги распишуваме согласно закон, тоа се за овластени службени лица, има такви повеќе конкурси, во теков има и други конкурси, има доста интерес, на крајот кој се ќе влезе, навистина не би можел да каже, но има простори за сите овие лица што се на договор да аплицираат, но и оние што сакаат од нас. Битно е да ги исполнуваат и условите. Апсолутно, не може поинаку. Дека ако не ги исполнуваат условите, не може да бидат на таа позиција распоредени. Значи, сега има дел од коментари дека не сите лица ги има соодветни исполнети услови. Не би се сложил, бидејќи секој би, ако може да му дадете овластување да врши една работа, но не може да го ставите да биде раководител на сектор ако не ги исполнува условите во целост за да го добие решението. Но верувајте дека сме најтранспарентна институција, тоа секој еден го знае, за секој еден детално све може да ви даде да се провери. Ќе ви пратиме тогаш прашања детално и за хонорарците и за сите до еден и апсолутно тоа е јавен податок и мене еве во последната ревизија, бидејќи досега имавме ревизија од Државниот завод за ревизија, би имавме една вака добар наод за ова, бидејќи сме ги скратиле на минимум, но под зборам и за вие ги викате хонорација, би ги рекол привремени вработување, бидејќи некогаш навистина имаме потреба, поготово од технички лица што и требаат на армијата. Верувајте дека многу илјади луѓе сме каде што навистина некогаш има потреба од плюс некое лице што треба да го ангажирам. Она што синдикатот го направи беше колективниот договор кој го подпиша Министерството за одбрана, кој што вие го така негодувавте, ајде можам да кажам за тој колективен договор. По датум истекува во февруари, меѓутоа имате ли најави за подпишување на дополнителни точки во тој колективен договор, нов колективен договор или слично? Видете вака. Прво, јас кога дојдов како министар, имаше можност, знаете дека е донесен во февруари минатата година, една од главните забелешки на ревизијата исто така е дека тој е донесен за време на избори. Односно кога почнал првиот ден, дали на распишување или не? Не, кога започна на распишување на избори, тогаш е де факто влезен во сила во службен весник, што мора да се почитува, но во време на изборна кампања, техничка влада и така натака, вие колективен договор да донесете каде што преземате огромни обврски, а немате позитивно мислење од Министерство за финансии, пропуст би рекол. Значи вие го спорите и сакате да го укинете од правна перспектива? Јас не сакав да го укинам, ќе почнев постапки да се укине, бидејќи ова се средства каде што идат за сите вработени. Друго ми е поентата. Поентата јас кога дојдов како министар, иако тој веќе беше влезен во сила, не се исплаќаше. Имаше простор дел од тие работи да се исплатат. Кога станам министар, дел од овие средства не беа предвидени во буџет. Најголем дел, зборам да се исплати по колективниот договор. До крајот на годината, минатата година, исплативме се по колективен договор. Од друга страна, сите тужби што ги имаше министерството, зборам за 13 милиони евра, ова не е мала сума да се издвои за да се исплати. Сите тужби што беа од 2019, 20, 21 и така натака, огромна сума на пари и тоа се исплати. Се исплати согласно колективен договор. Сега сакам секој ден да знае дека Министерството за одбрана целосно го почитува колективниот договор, бидејќи ова се средства за вработените. И тоа е столбот, де факто еден од трите столба каде што треба ние како земја членка на НАТО да се грижиме за вработените. Апсолутно. Ако имаме како министерство најголеми привилегии по колективен договор, тоа е вистина. Добро, култура да не се за занемерување. Колективниот договор на Министерството за одбрана е, би рекол, е на едно повисоко ниво и примањата се навистина сериозни. Да, таму има ставки за прековремена работа и за часови и за многу работа има. Да. Меѓутоа она што еве само да направиме една компарација. Ако било кој службеник зема да речеме 30.000 советник во било кое министерство, во Министерството за одбрана со колективниот договор со сите додатоци преку 60 и нешто илјади се. Така што сериозна е разликата каде што ние како министерство извојуваме да се исплати. Јас со синдикатите сум имал многу средби и ќе продолжам да имам.
и апсолутно ќе работам со нив за подобрување на секој еден сегмент. Моментално овој колективен договор, ако цениме дека треба нешто да се промени, но од имаме и отпор, се разбира и од други синдикати, од други бранши. Да, диктирате услови на други колективни договори. Што јас би сакал да ги задржам правата, односно јас, да ги задржат сите вработени правата да се исплаќа. Моја обврска како министер да го обезбедам буџетот да има за овие средства и ќе има навремено, се ќе се исплаќа и зашто е многу важно. Ако се исплаќа согласно колективен договор, овој на ревизијата го кажува често, ние ќе ги намалиме тужбите. Тоа се многу средства. Министерството за одбрана плати 20 на милиони евра за изминатите години за тужби. Сега тие ќе бидат многу мали, можеби некогаш ќе се појави тужба, но сите тие други средства што ќе остануваат ќе ги користиме за други работи. И да знаете, од ставката на министерството, од ставките по основно извршување од минатите години, често пати се извршува и од буџетот. Зборувавме за модернизација и колку пари ќе се потрошат, меѓутоа сигурно вработените во армијата и армијата ги интересираат и платите во армијата, дали автоматски со зголемувањето на буџетите ќе се пристапи и кон зголемување на платите, затоа што на пример има една забелешка дека иако со минималната плата треба да се зголеми станарината што се дава на оние што живеат во станови кои им ги плаќа министерството, тие останале на 8.000 денари месечно. За станарина? Да. Сега ќе ви дадам целосна информација. Но завршете слово. Така што тука има забелешки и во однос на тоа дека и покрај колективниот договор, и покрај зголемувањето на буџетите, не секогаш се исполнуваат условите кои се дадени. Ова го давам само како еден пример. Јас морам да го давам примерот што е вистините. Професионален војник е, зема ова е... Само да појасниме, едно е одвоен живот и плаќање за одвоен живот, друго е за патување до местото, трето е за живење. Еве за професионален војник и зашто толку има интерес за да се пријавуваат толку професионални војници. Ова има уште десетина звања повисоки со поголеми примања. Еве ќе земеме основна просечна плата нето околу 35.700, преку време на работа што се исплаќа со 32 часа е над 6.000 денари, нокна работа со 56 часа над 2.300 денари, дневници за дежурство во стража 10 дена над 7.100, за превоз се плаќа дополнителни 1.600 денари, за храна се плаќа дополнителни 6.000 денари. И кога ќе видите во целиот збир е преку 70.000 денари, што секој еден професионален војник може да ги земе. Зборувам, ова е обичен професионален војник, се разбира ако ги задоволи сите овие. Но порано во минатото беше па 30.000 денари само платата. И сега ова све се исплаќа. Некогаш можеби нема да биде на први во месецот, ќе биде подоцна, но први ќе земат плата, па потоа додатоците. И она што го гледате на повисоките звања е уште поголема платата за се. Ако гледате во Министерството па за одбрана, исто така има дополнителни работи што може да ги земат согласно колективен договор. Тоа е, имате магистратура уште 10%. Да, докторат, магистратура 150%, 120%. Значи, ако исто така на секој му се закупнина добива исто така на средства, има слободно време за тренинг по колективен договор, сето ова кој ќе го видите, ние имаме како Министерство за одбрана навистина сериозна пари на средства каде што ги одвојуваме за плати и навистина се на едно повисоко ниво. Оно што може да го разговараме како синдикати и апсолутно го разговараме е дека ако треба да се зголемува основната плата, тоа што треба да видиме дали сите додатоци треба да достанат, бидејќи треба да бидете фери спрема сите други останати вработени во другите јавни институции. Основната визави минималната? Минималната плата во Министерството за одбрана не се смета, туку се смета како бодови. Така е направено уште пред неколку години со одлука на влада и е пренесено во бодови, тоа е прифатено од синдикатите. Јас се разбира ќе продолжам со секој еден синдикат и она што им следува и по колективен на синдикатите, не знам. Се што им следува од Министерството да организира семинари и така натаму, се тоа се прави. Ама проверете астенарината во меѓувреме дали останало. Тоа апсолутно сум сигурен, Сабајли имав и состанок со секторот финанси, бидејќи гледаме да стигнеме со што повеќе средства да пуштиме до Трезор, за да го потрошиме буџетот, се разбира. Но еве, се разбира ќе прави. На еден друг план да одиме во однос на безбедноста, разузнавањето и слично. Има забелешка дека голем број од вработените ги немаат потребните безбедносни сертификати кои треба да ги имаат. Сме пишувале за тоа. Затоа што едното одобрување го дава и самото воено разузнавање, другото оди во дирекцијата која што е специјализирана за тоа.
зошто не може, мислам, и зошто воопшто има вработени кои немаат безбедносен сертификат, а треба да го имаат или не го добиваат? Зависи од тоа. Ово, извинете, не е поврзано со АНБ да ги чува во фиока, па не може да ги Не, во право сте. Во право сте и тоа некогаш се работи за поголема документација, за повеќе лица, за капацитет колку може да се проверат. Збориме сега за делот на нашата служба воена, но исто така има предизвици каде што во минатото многу луѓе па со многу долго чека. Време траењето сега е намалено, но дека има се уште проблем, има. И тој треба да се решава тековно и тука заедно го имаме и неколку вака работилници, заедно ни помагаат стратешките партнери во овој дел каде што треба и побрзо да идат овие информации. Еве сега разговараме и за некој меморандум со судовите, па директно да ги земаме информациите од таму, што мислам дека ќе помогне во целиот процес, но има и некогаш и потреба за некои лица подетално да се навлезе, да бидам искрен. Но дека се ставаат позиции без безбедносен сертификат на некоја позиција не може да се ставаат, ако има некој конкретно веднаш ќе го провериме, но самата позиција по систематизација му бара одреден не може да напредува па ако нема безбедносен сертификат и не може да отиде на друга позиција. Точно, но некогаш службите не ни даваат одговор зашто во тој момент не го даваат известувањето. Дали е политичко прашање или е техничко прашање или е разузнавачко, не знам, откритие? Зависи, секој има, би рекол, различна приказна и некои подетално се проверуваат, но мене што ми е важно сите што идат на мисија, поготово нашите мисии, мора исто така да бидат проверени. Сите оние лица што еве на крајот завршување на професионални војници исто така треба да ги проверите. Еве тука сега на таа тема ексклузивно да најавам дека денеска е завршен процесот за прием на 300 нови професионални војници. Од утре претпоставувам сите ќе добијат известување и ќе има едно помладување во армијата, но да се вратам на темата. Горен предизвик и она што моментално што стига до мене е дека навистина многу е подобрено во делот на нашето разузнавање како се водат сите овие постапки, тоа се приметува по бројот на издадени сертификати и подготова на НАТО сертификатите. Дека треба да имаме поголем, би рекол, подобар пристап кон сето, се сложувам со вас, но за разлика од минатата година има многу големо подобрување. Дали кој треба да раководи со војното разузнавање е навистина едно големо прашање. Дискреционото право на министерот, назначувањето од армијата, воено лице е сепак, ако видите... сепак имате и вие дискреционо право. Да, дискреционо право, бидејќи е во систематизација кај нас тој директорат. Јас го затекнав, се разбира, законот претходно, каде што малце е спорно според мене, и тоа треба, претпоставам, во наредна измена да се разговара со пратениците, каде што многу лица што треба да бидат на раководна директорска позиција е со крос генерал. Да, еве тоа токму и го читам, дека на таа во расправите што ги имаше беше. Во новите правилници на таа позиција началник на војното разузнавање треба да биде офицер со највисок чин генерал. Не, полковник е генерал, крос, но може со овластување да поставите, бидејќи што е проблемот? Генерал назначува председател на држава. Затоа прашав кој. И тоа е некој упат во систем. По закон ние мора да министерот го дава решението, бидејќи во систематизација. Тогаш е председателот. Тоа е чинот што го дава председателката во овој случај за лицето, но со овластување може да поставите согласно местото каде што е полковник, односно генерал. Само да разјасниме, со оглед на тоа што има дебати околу ова прашање. Иако председателката го назначува чинот генерал, а треба да биде со висок чин, генералски да речеме, во војното разузнавање, значи таа одбира кои се генерали, одбира да кажеме, има право. Од друга страна, ќе преферира. Да, ќе преферира. Вие ќе го скратите со вашето дискреционо право правото на председателката да назначи воен разузнавач. Но не вели дека мора да биде генерал. Тоа сакав да ви кажам. Тука е и дилемата. Да, но мислам дека тоа лице што ќе биде поставено таа служба треба да биде и да би рекол, да спроведува многу информации, многу состојби заедно со другите служби. И мислам дека тоа се прави сега во овој момент, зборам со агенција за разузнавање, бидејќи таа е служба под председателот на држава, но и АНБ и останатите институции што се и еве директно можам да ги пофалам тука, навистина прават една многу добра работа и нема еден милиметар политичка одлука, туку стрикно е работа таа работа, воено разузнавање, што треба на државата и многу работи што стигаа до одредени институции се од нашето воено разузнавање и даваме, би рекол, еден допринос од други одредени странски држави, нов сигнал на нова соработка, каде што разменуваме информации, поготово со нашите стратешки партнери, каде што многу информации ги добиваме од нив преку одредени системи од НАТО и тие информации повеќе пати се
се проверуваат. Сега гледам внимателни зборови да употребувам, бидејќи одредени, би рекол, структури многу добро преку војното разузнавање може да се проверат и потоа да се дадат на други органи да ги разгледат. Меѓутоа, еве, ние цело време и во текот на летото самиот премиер велеше дека ние сме жртва на хибридни напади со пожарите и многу често се употребува терминот хибриден напад. Да. Никогаш не дознавме кој ги врши, кој ги нарачува. Ајде, кој ги извршува тие хибридни напади. Дали војното разузнавање после таквите најави на премиерот еве откри или имаме ли информација кој во Македонија правеше хибридни напади со пожари? На страна сите други што не ги спомнуваа. Војното разузнавање не е задолжено да види кој ги подметнува пожарите или така натака, но може да истражува апсолутно да истражува и да гледа некои конекции и така натака, што велите вие за можност за хибридни напади или секоја една закана што не е конвенционална закана со војна, туку на одреден начин различна закана за безбедност и сигурноста на било која структура во државата и дали го следиме како институција, да. Еве ви кажувам, следиме различни структури, различни, но дали тоа се работи во тој момент за не знам, природна катастрофа или не, се зависи од тоа што е потребата во службата во тој момент да реагира како воено разузнавање. Конкретниот случај не можам да ви дадам одговор, бидејќи различни структури што можеби се потенцијална закана се работат и потоа се доставуваат до други органи каде што нивна задача е да ги проверат детално тие работи. Меѓутоа, кога ние се фокусираме во военото разузнавање. Во тој дел. Кога се обидовме и во превенцијата, кога се обидовме да ги дознаеме кои се критичните точки што ги регистрирала државата за терористички напад, за хибридни закани и слично, после оној пожари што настана, каде што имаше и токсичен материјал, тогаш не можевме да најдеме регистар во безбедносните служби кој што ќе одговори на ова прашање. Дали военото разузнавање има таков регистар? Ние кога зборуваме за безбедност на граѓаните не велиме дека само војната е, не дај Боже, закана. Во модерно време навистина хибридните закани сајбер закани во енергетиката, на секој може начин, така е, право сте апсолутно. Опасност. И од тука ми е прашањето за функционалноста и работата на военото разузнавање, кое што секогаш е на страна од нашата лупа. Секогаш зборуваме за агенција за разузнавање, зборуваме за АНБ, ама најмалку за военото разузнавање. Еве јас директно ви кажувам дека военото разузнавање е заслужно за поголема безбедност во државата. Многу поголема безбедност за државата и тие информации што ги работат воените лица се за да допринесат до другите институции да ги разработат дополнително. Добро, имате среќа со НАТО дека разменувате информации? Немаме среќа, тоа е систем заеднички каде што и ние помагаме на НАТО. Верувајте, многу помагаме. Сега кога велам воено разузнавање, тоа не значи дека само на одреден простор ние имаме информации, туку во различни обкружувања и тие информации ги споделуваме на дневна основа, апсолутно, и секоја било каква закана, верувајте, заеднички со нашите први сојузници споделуваме за да се размени, да се види она што треба потоа да се реагира. Пак многу внимателно кажувам, бидејќи да не ви забележат колегите што дискреционно сте ги поставиле. Меѓутоа прашањето е како... Не дискреционно, јас ги фалам тие што сум ги поставил. Јас немам многу луѓе поставено во војната служба. Тоа е моја задача да поставам, претходниот отиде повари и пензии, така натака, имам право да поставам, но не е само во Министерството. Вие имате и во одбраната посебни секции каде што се ИА2 разузнавање, каде што има таму различни структури, каде што тоа е огромна мрежа на луѓе каде што се вршат работата професионално и се надевам и ќе дадам се од себе да го прават тоа професионално, бидејќи каналите на пренесување и ставање во еден систем каде што НАТО може да ги гледа, имаме позитивна оценка за тоа и мене ми е драго што стратешките партнери НАТО со нашите сојузници може да ги видат и работи што се работат, зборам и тоа што го правиме, го ставаме во систем и да го споредат дали се информациите квалитетни, би рекол. До што мислите за спојувањето и идејата за спојувањето на АНБ и Агенцијата за разузнавање? Видете, тој нема официјално драф на закон или материјал. Ама се зборува веќе цело година. Да, се зборува и би сакал да го видиме како служба ние за разузнавање целосно тој материјал за да дадам поквалитетно вака мислење. Можеби е добро да се спојат институции, но треба многу работи да се стават одговорности, начинот на хиерархија и мислам дека военото разузнавање треба да биде надвор од сето ова. Не, тоа апсолутно. Има различни размислувања да, ги прават ако се спои, јас не знам. Но знаете како една рака што ќе раководи со се, па на некој ќе му даеме преголема моќ. Така е.
војното разузнавање во одреден сегмент и тука завршува неговата работа, но ова е сосема различно. Сепак АНБ е Националната безбедност, Агенцијата за разузнавање многу повеќе сегменти опфаќа, како идеја дали да биде во една квалитетна и добра институција како што има во многу земји, е интересен предлог и така натака, но мора да се види детално што внатре ќе влезе и ние како министерство и јавно ќе го кажеме. Сето тој се надеваме дека ќе има една интересна расправа, добра расправа на експерти, но на решение и премиерот го најавува како предлог што ќе биде поквалитетен и се разбира тоа ќе го направиме со нашите сојузници, да има нешто слично како во тие земји. Поинтата на овие институции е да добиваме, јас од моето лично мислење го кажам, брзи информации, релевантни информации кои во истиот момент ќе се дадат на соодветното место за постапување како институции. Многу пати се даваат тие информации квалитетни, но некогаш како се различни институции може да биде поспоро, но тоа поспоро може да значи некогаш подобра проверка. Така. Кога спомнавме дел од системите, еден од актуелните сега е ЛБТ ставањето на црна листа за набавки во НАТО. Просто кажано, ние имаме многу системи од минатото од ЛБТ, кога ви го поставивме прашањето дали имате нешто ново набавено од ЛБТ како Министерство за одбрана, одговоривте не, меѓутоа што со лиценците и со системите кои што веќе постојат и кои се од ЛБТ, затоа што ЛБТ кога ќе постави систем може вечно да трае затоа што мора да го обновувате според нивните софтвери. Зависи од системот, но мислам дека веќе секоја земја тоа го прави, секогаш ако ви продадат софтвер да бидете да мора да одржувањето да биде или лиценците од кај нив. Вие знаете многу добро за Центарот за обука на пилоти, што се случува во минатото и тој е практично неупотребен. Се употребува, но толку средства се потроша да се затвори, тоа е друго прашање. Сега во овој момент, вие знаете таму има не знам дали сте биле, но тоа е еден преубав центар. Па добро, може да го снимиме. Во секое време, дојдете да видите тие симулатори што се направени за МИ-17-24, каде што секој ден може да вежба, да стане пилот, каде што може како регионален центар да биде и на НАТО и така натака. Но сега паралелно ние како министерство имаме еден договор со Леонардо кој таков каков што е, мора од друга страна целиот винг да оди на вежби, односно на тренинг, и тоа ќе се случи многу брзо за да се научи целосно на платформата на Леонардо. Тука сега е малце нејасно како ќе се употреби центар кој што сега има. Точно, затоа и го спојувам. Едно од прашањето јас требаше овој месец да заминеме на средба со Леонардо, мислам тоа ќе се случи следниот месец, за да се види хеликоптерот директно. Првиот ќе ве поканам и вас ако сакате да дојдете директно од лице место да се види што се работи, колку средства се трошат и најтранспарентно тоа да го објавиме. Но ќе се ги отворам прашањето и за овој центар. Односно за Центарот за обука на пилоти, да го разговараме, секако тоа ќе го направам заедно со армијата, бидејќи станува многу огромен број на средства што треба да се вложат да се стави во оператива. Тоа се сериозни суми, зборувам за десетици милиони евра. Ако гледаме долгорочно, ако ние веќе ги набавиме Леонардо хеликоптери, треба да размислуваме и платформите да бидат слични. Да видиме некое решение каде што заедно со НАТО ќе разговараме, ако имаме можност да стане регионален центар. Јас нема да го брзам да само да ви кажам НАТО во средства во тој центар. И да стане регионален центар каде што многу ќе го користат, бидејќи ова може да се заработува како држава од сето ова, но внимателно ќе го водиме овој процес и заеднички ќе го споделиме со јавноста ако тоа се случува, но паралелно се да трошиме од буџетот во една година навистина не може. Не, добро, меѓутоа прашањето со ЛБТ навистина бидејќи многу опрема е набавено таму и многу софтвери. И други софтвери во други институции. Да, МВР и сите оние набавки. За Леонардо ќе разговараме веднаш по рекламите, едно прашање кога дојдовте на функција го отворивте, па се побара и меѓународна помош за да се види колку правно е издржано. Меѓутоа, еве некои пак факти покажуваат дека тој договор е исправен, но за ова веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во студиото со топ тема и министерот за одбрана Владо Мисајловски. Го начнавме прашањето за хеликоптерите и најавивте дека наскоро ќе може да го види јавноста и првиот хеликоптер. Се бидејќи го споревте тој договор, баравте ревизија, она што беше проверено е дека нема никакви проблеми во склучувањето на договор. Правно е издржано. Не е така. Затоа што ова јас не го кажувам, еве Државен завод за ревизија нека го каже. Но извинете. Не, меѓутоа тој договор е меѓународен договор, не е само под наш мониторинг и затоа го спомнувам како меѓународен. Апсолутно сте право. И тоа е де факто најголемиот, би рекол, проблем, бидејќи е меѓународен договор, односно влада со компанија. Она што е
многу пати го кажував како спорни детали тие што јас ги кажував во јавноста, еве влезени си во ревизија, не бидејќи јас тоа сум го кажував, бидејќи тоа правни експерти го кажале. Сега ќе има наод, претпоставувам тоа може и класифицирано да биде тој дел, но тоа оставам на Државен завод за ревизија. Спорно е се оно што се направило за време на избори. Вие не можете да менувате планови во време на избори. Сумата да биде поразлична од таа што претходно е помината во министерството и така натака, но до тука многу пати зборував и оставам на институциите што се задолжени за тоа да го прават. Дали има, дали нема правни последици од сето ова треба друг да го докаже, но дека е договор влада со влада, така е. Поголеми последици ќе има ако не се исполни. Тука е клучното прашање каде што го разговаравме со... Затоа што не е прв спорен меѓународен договор кај што завршило на крај на наша штета. Проблемот што го видовме, односно правните експерти што ги ангажиравме, сега целосно работиме со нив за секој едно мислење, за секој едно прашање, бидејќи ова е по друго меѓународно право и договор, од кој ќе исклучите со македонско право, потоа проследува нешто сосема различно. Вие морате една по една точка постојано да ги консултирате. Зборам со Леонардо, зборам со правниот тим. Дали требало за време на избори се тоа се направи во период од 4 години се да се исплати да се блокира целиот процес на нова модернизација, каде што имате допис од армијата, каде што на крајот после случување се вели дека поради овој договор борбената готовност може да биде нарушена, тоа е сериозно прашање. Тоа е многу сериозно прашање. Но она што го спомнавте во право сте 100%, ако влезевме каде што е платен аванс и влезете во договор кој што веќе е потпишан и прифатен од влада во време на избори, техничка влада и така натака, можете да завршите на арбитража каде што земјата може да плаќа многу средства. Затоа и пробавме и правиме се од себе, се што е во договорот да биде јавно транспарентно, но и да имаме правна поддршка за сето тоа што го правиме. Функционалноста на хеликоптерите, бидејќи ние кога анализиравме, гледавме дека имало и друга понуда, меѓутоа овие хеликоптери може би имаат поголеми капацитети за транспортирање од американските. Транспортирање? Поголеми капацитети внатре. Тоа е за транспорт кога зборуваме. Но мислам дека како армија треба да гледаме и огнена моќ. Така што има и предности, и едните и другите. И сега ниту сме стручни тоа да го цениме ние, меѓутоа не можеме да речеме дека се нефункционални и непотребни. Не, апсолутно се потребни. Се што сега прашање на, ајде не речам вкус, прашање на детали е кој што ќе цени. Не би рекол дека... Или го спорите, да. Ако се спори заради правната процедура, тоа е една работа. Меѓутоа, ако и требаат на армијата, ако се функционални, ако армијата ги користи, јас не можам да... Еве, слободно ќе ви ги оставам да ги погледнете, ова се сликите што треба да се набават хеликоптерите, но набрзо ќе го видиме на лента и од живо ќе пренесеме, но дали требало 8 во тој момент, дали различни два типа да се набават, дали е сумата? Вие на крајот потпишувате договори, треба да бидете транспарентни за сумата. Во овој договор имате и вие направено дека ќе има грант, односно донација хангар, што претходно имало цената, па немало цената, па наеднаш цената се зголемува од еден период до потпишување на договор, зборам за над 37 милиони евра. Тоа се сериозни пари што јас и вие, еве да не носиме суд, нека истражи дали е некој така или не. Дали ни требаат хеликоптери, апсолутно сте во право, и тука нема дилема. Дали јас мислам дека треба да се наградат со дополнителна огнена моќ? Да, тоа е моје мислење, мислам дека и војните авторитети тоа. Зборам од началникот и сите останати генерали, дали ги се потрудиме со дополнителна опрема да ставиме нови хеликоптери, ќе го направиме тоа. Не треба време, но многу работи не се виделе во сите тие постапки, каде што искачаат и скривни трошоци. Зошто никогаш не прифативте, еве, јавно повикувам на дебата со вашата претходничка. Токму за ова прашање, затоа што ова прашање на вистина кое што треба да се дискутира меѓу вас и поранешната министерка за одбрана Славјанка Петровска, која го ставила парафот за да каже и таа кои биле пак нејзините аргументи. Ве разбирам целосно и немам проблеми. Никош немаше таква дебата, еве, следна прилика неколку пати преку некои институции, односно преку вас, медиумите, сме давале различни прашања и така натака. Ја гледате дека не правам секој ден тема од сето ова, за да јас на крајот од денот сакам како министер, односно секој ден граѓанин да знае дека ќе стигнат нови хеликоптери. Дали треба јавно да ги зборуваме сите детали за овој договор и не де Боже поради тоа да има арбитража? Не знам, еве, дали треба тоа да се зборува. Ако имало правни последици, сите институции нека се ги проверат. Дали ние мора да постапуваме по договор што е поминат на влада, па е овластен министер? Апсолутно да. Договор е прифатен од влада, цела влада, техничка влада. Дали смеело тоа да се направи? Тоа е прашањето. Дали на тој начин? Тоа е прашањето. Дали требаат ваков вид на хеликоптери или подобри или така натака? На крајот треба, според мене, предлогот да си го даде армијата.
А добро, меѓутоа го прифатила армијата овој предлог во тоа време. Има документи што треба да ги погледнете па да видите дали се променува мислењето или не. Тоа е тука малку суштината. Поразлична на програмска се предложило нешто друго, па се прифатило друга понуда, но на крајот сепак владата носи одлука. Владата носи одлуката и проблемите, предизвиците што ги има во тој договор треба едно по едно да се подобруваат и се подобруваат секој еден ден. Предлагаме на нова дебата за оваа тема заедно со вашата претходничка, затоа што навистина едно само да знаете, овие прашање. информации се класифицирани во делот на наоди што ќе ги стави Државниот завод за ревизија. Така што ќе треба и со нив да разговарам. Да, за крај само ве молам 30 секунди ми останува. Зборам за наодите што ќе ги дадат на крај. Пожарникарите очекуваат тоа што го ветивте да им го испорачат. Точно. Еве, помина буџетот, минатиот буџет за оваа тековна година имаше предвидено 530 милиони денари за сите општини каде што треба да се даваат плати за пожарникарите, ветиве дека ќе има зголемување, целосната сума за се што е за секоја општина ќе биде, ставивме 1 милиарда денари во нашиот буџет, секоја општина ќе добие максимален број на средства. Еве и подиректно да идам, има и предлог на закон за пожарникари каде што го направивме заедно со најголем дел од синдикатите и така натака, но зборувавме за реформи каде што ќе се спојат повеќе институции, ДЗСВ и ЦУ ги спомнавте и така натака. И ова е една од сегментите, законот за кривична инфраструктура, законот за пожарникари кој што треба заеднички да се. Законот за инфраструктура не стигна на ред, меѓутоа од 2022 се заговара и до ден денеска не е донесен. Пак сакам уште еднаш ако ми дозволите, 1 милиарда ќе завршат за општините, односно директно за пожарникарите, во прв пат да се донесе толку голема сума директно за општините и благодарам на сите пратеници бидејќи дадоа поддршка. За ова мислам дека е важно да ми остана многу неодговорени прашања ни за законот за критична инфраструктура, за безбедноста во државата, апропо и камерите кои се поставуваат во градовите и парите кои што треба да ги соберете во буџетот за да прикажете дека имаме 2.12, меѓутоа ајде да оставиме нешто и за 2026 година и секако дебата за хеликоптерите. Леонардо, благодарам што бевте вечерва во топ тема и извинете што не можевме све да опатиме. Фала ви на поканата. И за крај на оваа топ тема уште едно интервју. Еден од најголемите предизвици со кои се соочуваат новите мали компании во моментот кога ќе почнат да се шират е делегирањето на одговорности. До тогаш сопствениците или менаџерите одлучувале за сите работи, но со зголемувањето на обемот на работа доаѓа и потребата да се префрлат одговорностите на други луѓе и да се најдат вистинските луѓе. Растот се случува со освојување на нови пазари, со нови производи и услуги или со зголемување на пазарното учество, но стартапите треба да добијат јасна слика на каде да се движат, вели бизнис сопственикот Данчо Димков. Алатката бизнис диагностика, спроведувана во рамки на швајцарскиот проект за модернизација, им помага на овие компании да ги идентификуваат можностите за раст. Интервјуто го има колегата Срđan Стојанчев. Проследете го. Господине Димков, кои се најчестите предизвици со кои се соочуваат стартапите во моментот кога ќе дојде време за голем раст на компаниите? Многу добро прашање. Најчесто, секогаш кога зборуваме со сопствениците, типичен проблем е продажбата. Меѓутоа, тоа најчесто не е проблемот, туку еден вид симптом и проблемот најчесто е на некое друго место. Кога зборуваме со сопственици на компании, делегирањето е фаза која што е најголем предизвик кога почнуваат да се шират. Од една страна треба веќе да делегираат на други луѓе за да превземаат дел од одговорностите, а од друга страна треба да се најдат правите луѓе во компанијата за да може да има успешен раст. Како знаат дека дошол моментот за големо проширување? Како го чувствуваат тоа? Јас лично би го поделил стартапот на две фази. Првото е стартап, а второто е на македонски scale-up, мислам дека би било на англиски, зашто кога си во фаза на стартап, се уште пробуваш продукт маркет фит да најдеш. Експериментираш со цена, експериментираш на пазарот, бараш соодветна услуга, додека во таа фаза се уште си ориентиран да ја најдеш правилната формула. Во моментот кога прераснуваш во scale-up, тоа значи дека веќе имаш продукт маркет фит и веќе фокусот тука се менува од експериментирање кон експанзија, односно кон проширување на нови пазари, освојување на нови маркети, а со тоа и се расте во бизнисот.
Кога ќе се спомене стартап, некако природно ни доаѓа да мислиме на IT компании. Кои се најуспешните стартапи во Македонија според вашето искуство? Да, типично е кога зборуваме за стартапи дека примарно се IT компаниите, меѓутоа IT компаниите бидејќи има иновација. Кога зборуваме во IT компании, на прво место во стартап системот, во стартап екосистемот се IT, бидејќи секогаш воведуваат иновации во бизнисот што го прават, меѓутоа второто што никој не го спомнува е тоа што се скалабилни. Лесно може да се развие производ во Македонија кој што може да се пласира на европски пазари, на светски пазари и како такви IT компаниите се најлесни за раст на светски пазари. На второ ниво би ги ставил и услужниот сектор, бидејќи Македонија сме стратегиски позиционирани со европска временска зона, блиску сме до Европа и така доста консултантски компании, услужни агенции како што се маркетинг, продажби и слично, како стартапи се основаат во Македонија, меѓутоа пак со фокусот е кон европските пазари. Кои се најчестите грешки што ги прават младите компании кога ќе почнат да се шират? Така, растот е доста интересна работа, зашто има повеќе начини како една компанија може да расте. Има една Ансов матрица во литературата, каде што има 3 начини како една компанија може да расте. Или со освојување на нови пазари, да се оде на друг пазар, или со воведување на нови производи и услуги, и третото е зголемување на пазарното учество во постоечкиот пазар. Сега, најголемиот проблем кај компаниите што сакаат да растат е немаат јасна слика. Значи, која е правата одлука? Дали да се расте со нови пазари, дали да се подобри производот, како реагира пазарот, како би реагирала конкуренцијата, и тука се појавува таа потреба за менаџментот да добие јасна слика и тука се излегува потребата за бизнис диагностика како алатка која всушност би му помогнала на менаџментот да може да донесе подобри одлуки. Како бизнис диагностиката ќе им помогне да ги избегнат тие грешки? Работевме со повеќе компании изминатиот период со бизнис диагностика како алатка и можам да го илустрирам дека тоа е како одење на доктор. Исто со бизнис диагностиката во компаниите е слично. Како консултанти доаѓаме во компанијата, пробуваме да испитаме различни аспекти од компанијата, дали е од човечки ресурси, дали од маркетинг, дали од продажба, дали од финансии, се со главна цел да утврдиме дали има некои потенцијални проблеми во компанијата кои што доколку бизнис собствениците ги надминат, можат многу полесно да го растат бизнисот. Кои се најчестите проблеми кои што може ваквата бизнис диагностика да ги идентификува? Тоа е многу интересно прашање, зашто кај различни компании различни проблеми се појавуваат, меѓутоа низ искуството, низ годините што работиме со различни компании, увидовме дека најчесто бизнис менаџерите доаѓаат и викаат мене бизнисот ми е супер, имам производ, имам пазар, главен проблем ми е продажбата. И сега јас како консултант по продажба знам дека тоа не е најчесто проблемот, бидејќи тоа е симптом за некој друг проблем во компанијата, меѓутоа како симптом највидлив е во продажбата, доколку нема продажба, ние викаме нас ни треба помош во продажбата. И интересно е што кога ќе влеземе во компанијата малку подлабоко, ние викаме супер, штом идентификувам проблем е продажбата, ајде да се вратиме еден чекор назад. Дали продажбата е навистина проблемот или продажбата е само симптом за некој поголем проблем што е назад во компанијата? Во 95% од случаевите најчесто е нешто друг проблем. Сме зборувале каде што дали пазарот се променил, веќе нема таа потреба што порано ја имале, па сега веќе се смениле побарувањата. Можеби се појавиле нови конкуренти кои што имаат посупериорен производ или имаат подобра цена од моменталното на клиентот. Што значи многу надворешни фактори кои што се промениле, кога собствениците ќе речат порано супер се продаваше овој производ, сега не се продава, значи ни треба, имаме проблем во продажбата, најчесто се појавува дека тоа е некој друг проблем. И сега тој проблем со бизнис диагностиката можеме да го утврдиме. Дали е надворешен проблем, се сменило обкружувањето во кој што работи бизнисот, дали е пазарот, дали е цената, дали е конкуренцијата, или пак се десило нешто внатре во компанијата, се смениле профитна маржа, ја поскапиле цената или направиле нова измена на производ, каде што веќе пазарот не го сака овој производ. И во двата случаи продажбата се појавува иако како видлив проблем, меѓутоа тоа е симптом и проблемот најчесто се наоѓа некаде внатре во компанијата. Доколку успешно се реши тој проблем, тогаш продажбата не би била проблем и всушност се решаваат проблемите во компанијата.
Во таков случај се напушта производот или се подобрува? Па, тука е доброто со бизнис диагностика, што менеджментот ќе добие јасност каде е проблемот и потоа врз база на нивните стратегии треба да одлучат која е најдобро решение. Кај некој е подобри го производот за да биде поконкурентен. Кај други е веќе немаме интерес во овој вид на производ, штом се нови побарувачките на пазарот, да воведиме нов производ кој што ќе одговара точно со потребите на пазарот. Меѓутоа, бизнис диагностиката ја дава јасноста за да може менеджментот да ги направи правите одлуки. А што ако не се направи навреме? Може ли подоцна да се направи во од? Да, мислам никогаш не е доцна за да се направи бизнис диагностика, зашто најчесто бизнис диагностиката е препорачано кога некој се наоѓа на раскрсница. Доколку менеджментот треба да донесе одлука дали да одиме лево, десно или право и не е сигурен која одлука е најдобра за растот на компанијата, тогаш се појавува потреба од бизнис диагностика. Да се проверат сите три сценарија, кои се предностите, кои се недостатоците, кои се импликациите врз бизнисот од сите тие три насоки, со цел менеджментот да добие јасна слика за бизнисот и кои потенцијални проблеми ги има, со цел да може да носи прави и добри одлуки. Можат ли основачите или менеджерите да направат диагностика? Морат ли да ангажираат надворешни советници? Можат. Мислам, и ние и во сопствените компании најчесто си правиме бизнис диагностика, меѓутоа има како предности и недостатоци. Менеджментот може да си направи сам интерна бизнис диагностика, и предноста е што знае каде да гледа, бидејќи се секој ден во бизнисот знаат точно кои аспекти подлабоко да ги проверат, меѓутоа главното ограничување е како е изреката, не можеш да ја видиш целата шума од дрвата што се пред тебе, најчесто се ограничени од нивна перспектива. Затоа многу пати се појавува потребата од надворешен соработник, надворешен советник, кој што би бил unbiased, на македонски би било несредочен, непристрасен. Надворешен советник кој што би бил непристрасен. Може неутрално и да провери каква е моменталната ситуација на компанијата, меѓутоа да посочи на аспекти кои што менеджментот не ги забележале бидејќи биле фокусирани на големата слика. Кои се трите најважни совети што би им ги дале на стартапите во моментот кога ќе дојде време за големо проширување? Така, има многу совети што може да се дадат, меѓутоа трите клучни што јас би ги препорачал е дека било кој стартап во првична фаза мора да се утврди тој продукт маркет фит. Дали услугата што ја имаат е соодветнува со потребите на пазарот, дали цената е соодветна, дали конкуренцијата всушност како конкуренцијата реагира на истиот производ и тој продукт маркет фит му посочува дека веќе имаат успешна формула. Вториот совет е веќе тогаш треба да се направи бизнис диагностика со цел што веќе го имаме продукт маркет фитот, сега можеме да се фокусираме на експанзија и во експанзијата со бизнис диагностиката може да видат како најдобро и најстратегиски да се изврши и третата фаза е да побараат помош надвор. Бизнис советници може да му помогнат, бидејќи имаме искуство што сме го работеле тоа со други компании и тешко е да се прошири компанија на светски пазари. И многу полесно е да добиеш совет од надвор за како да го правиш, како соодветно, со цел да се минимизираат грешките, зашто на крај на ден секоја грешка во бизнисот кошта пари. Ви благодарам на издвоеното време. Ви благодарам и на вас за поканата. И ова е крајот на вечерашната топ тема. Останете со програмите на Тилма и кулинарското шоу. Благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер.